редовно секоја година на одредени критични места ние имаме поплавување. За потсетување, ВМРО ДПМН имаше 10-годишен план за изградба, реконструкција и рехабилитација на водостопанските предпријатија и објекти. СДСМ нормално, како и се што беше позитивно во изминатиот период, и овој 10-годишен план за рехабилитација, реконструкција и изградба го отфрли, без при тоа да ги погледне и да ги преземе позитивните ефекти кои што беа планирани со овој ефект, со овој план. Добро е што ВМРО ДПМН во изминатиот период го отпочна овој проект и за потсетување на граѓаните ќе кажам дека АД Водостопанство со сите проблеми на почетокот со отпочнувањето на работа успеа да обезбеди 6 големи багери гасеничари, багери липкери точкачи 3 броја, гумени гасеничари мали 6 броја, меѓутоа остана потребата за набавка на комбинирани машини, камиони гасеничари, нисковлечачки машини и други машини во интерес на водостопанските предпријатија и на Дирекцијата за заштита и спасување. Да не заборавиме дека во изминатото Министерството за транспорт и врски заедно со општините имаше една сеопфатна акција за чистење на коритата на реките и оние жешки места каде што редовно се излеваше водата од коритата на реките, како и помош на водостопанските предпријатија за опфатните канали, оние од примарна категорија, за расчистување на сетиот оној смет и депонии кои што се прават во овие канали. Зошто го поднесовме овој амандман? Овој амандман го поднесовме на барање на граѓаните од причина што, иако овие машини кои што претходно ги споменав, беа набавени од страна на АД Водостопанство, тие не се наоѓаат на местата каде што треба да се наоѓаат. Реакциите на водокорисниците и на земјоделците дека овие машини се користат од страна на раководството на водостопанските предпријатија и од луѓе блиски до власта за приватни цели, дури дел не се наоѓаат и во водостопанските предпријатија, туку се користат за израмнување на парцели, за порамнување на викендички, за пристапни патишта до приватни ниви. Ако не ми верувате, ова можете да се распрашате малку и од водокорисниците и земјоделците кои што мака мачат да обезбедат исправни канали, земјени канали за наводнување, како и канали за одводнување кои што прават штета на земјоделските површини и кои што навистина прават огромен проблем, посебно во овој дождлив период кој што ќе следува во наредниот период, а целата оваа штета се рефлектира и во пролетниот период при садењето со пролетните култури, меѓутоа и на есенските, односно зимските култури кои што во моментот се наоѓаат во нивите и кои што земјоделците не можат да ги соберат. Ај кај што е проблемот со ниската откупна цена, ај кај што е проблемот со лагите кои што беа ветувани на земјоделците во изминатиот период, ај кај што е проблемот со неформирањето на интервентниот фонд кој што го ветувате од самата програма, па и од стапнувањето на власт на оваа влада од 6 милиони евра на фонд кој што ќе ги решава настанатите проблеми. Зборуваме за земјоделците, колега Велковски, по амандманот. Значи, од каналите доаѓаме до амандманот. Амандманот е составен дел на ово. Зборувам за земјоделците кои што не можат да влезат во нивните ниви на пролет. Зборувам за истите тие земјоделци кои што имаат канали. Владата на ВМРО ДПМН направи рехабилитација и сега ќе ве потсетам, затоа што прашувате што има врска ова, затоа што пролетта оваа пролет Овче поле, односно водостопанство Брегалница, делница Овче поле остана без вода од една банална причина, затоа што раководството на водостопанство, поставено од вас, заборавило сезонските вработени работници во водостопанство да им ги продолжи договорите и да ги пријави за работа.
канали постоечки, затворен систем мрежа, вие правите банална грешка и 2 месеца водостопанство го оставате без работници кои што не може да бидат пријавени, сезонски работници, затоа што бројот на редовно вработени водари, така наречени, во водостопанските предпријатија не е доволен да го покрие целиот регион, вие заборавивте да ги пријавите вработените кои што се сезонски вработени од ваша страна. Да не зборувам за каналите кои што остануваат неисчистени, да не зборувам за речните корита кои што се повеќе заличуваат на прашуми и на Амазон, работите кои што тековно се извршува, на кои што беа навикнати земјоделците во изминатиот период, остануваат нереализирани. И сега, на барање, јас знам дека нема време за да се решат сите проблеми, посебно 120 милиона евра, 120 милиона денари, се извинувам, да бидат отстапени за реализација, меѓутоа барем да ги планирате овие средства и онаа механизација која што во изминатиот период не беше вклучена и не беше ставена во располагање на водостопанските предпријатија, да ја планирате за да не дојдеме во ситуација да барате повторно граѓаните да излегуваат и да ги спасуваат своите ниви и своите површини, а имаме фирми, луѓе, раководители во тие предпријатија кои што треба да работат на оваа проблематика. Затоа, колеги пратеници, бараме поддршка од вас, ако не сега, и сигурен сум дека нема да ја добиеме сега, согласно реакциите кои што ги слушам од страна од вас, барем да реагирате во буџетот за 2020 година, се извинувам, да бидат метнати овие средства за да можат овие предпријатија конечно да заработат и секако да си поведете и сметка и на раководниот кадар кој што работи и кој што менаџира со овие предпријатија, затоа што и постоечките машини кои што ги има во овие предпријатија не се во функција за оние за кои што се наменети, а тоа е земјоделците и водокорисниците ширум Република Македонија. Ви благодарам.